Цивил медија. Господине Герасимовски, 2019 година помина како што помина, требаше да биде подготвителна година за она што требаше да не очекува во 2020 година, а тоа е конечно пописот во Република Северна Македонија. Како би искоментирале 2019 година токму во овој контекст на подготвувањето на пописот и за се останато што се случуваше на општествено-политички план? Поводно, ако почнеме од она што е интересно и што мене ме привлекува или од вашево како прво прашање, во однос на резултатите или постигнувањата во текот на 2019 година, секако беше едно од поактуелните прашања и од највисокото ниво на соптенава држава, дека актуелно беше прашањето пописот на населението, за жал кој не е веќе спроведен 17 години. Очекувањето беа дека сите формалности околу неговите подготовки ќе се завршат, меѓутоа за жал можеме да констатираме и покрај големите желби и покрај големите услови не се оствари очекувањето дека во текот на годината како прво ќе се донесе законот за попис, а од втора страна, закажувајќи ги предвремените парламентарни избори за 12 април 2020 година, се одлога и се вкупната акција за спроведување на пописи во 2020 година. Навистина за земјата е малку непријатно, невкусно, од аспект дека не владее земјата со одредени показатели кои што се добиваат исклучиво само од попис на населението, така многу и се битни и суштествени за творењето на единината во државата од повеќе сфери. Првото е, токму ова може да се вклопи и самото прашање во однос на постигнувањата во 2019 година, дека секако постојат програмски задачи. Од една страна партиски, од друга страна од власта, од институциите во системот, од локалните единици и на севкупно ниво на земјата. И најверојатно е по претпоставка, како и за подготовките на самиот попис во однос на предлог законот кој што беше доставен, дека не одат со одредено темпо и динамика и има одредени недоследности или непримена на она што се и програмски задачи, односно во очекување на она што може да биде во текот на 2019 година, така да постојат одредени пропусти во институциите, тоа го констатира и премиерот, дека има одредени слабости во работењето на институциите во системот, кои што секако тоа го повлекуваат и нашите очекувања да биде реализирано до крај. Од тука е во самата реализација проблем дека одредени состојби не одат баш до крај онака како што се предвидени, има одредени задоцнувања, има ненавремено решавање на одредени состојби и основното прашање е секогаш да функционирањето во државата и владењето на правото. Во тоа е постои незадоволство севкупно на ниво на држава кај граѓаните, бидејќи сепак не се завршени многу низа, како и друг случај е судски процеси, кои што од една страна не се завршени, се закажуваат, презакажуваат, а од друга страна за истите се изменувајќи го временскиот рок на постапките кои што се видат, истите како такви да не речеме и пропаѓаат. Според тоа, очекувањата се воглавном постигнати со она што може да се каже одредени доследности и она што може да очекуваме во натамошниот период. Во однос на подготовките на она што се одвојува за пописот на населението во 2020 година, е исклучително важно прашањето дека и самиот активности околу подготовките на пописот на нацрт на закон за доставување до јавноста или до надлежни институции во државата, како владини, невладини и така натаму, не се оствари со одредена динамика, бидејќи да истиот и многу касно беше доставен во однос на разгледување во самиот парламент и за да се закаже седниците во собранието, комисиите знаеме дека има одредени појави на своји забелешки на предлог законот, се одлага комисиите и законот како таков не се реализира, односно не дојде до расправа на седница на собрание. Како прво, како второ беше веќе закажано и договорено дека во наредниот период, тоа од повеќе да речам високи исто представници и функционери во државата, започнувајќи и од претседателот на државата, премиерот и така натаму, дека до крајот на годината ќе биде донесен законот за попис, меѓутоа еве и тоа
веројатно нема да се реализира, со тоа што очекувањата за мене лично во одредени овие сегменти не се постигнати, поготово исклучително за пописот на населението, домаќинствата и становите. Како и во многу низа закони, како и она што не очекува во 2020 година, со самите избори, секако и прашањето кој што сега се наметна во овие денови е исклучително важно во однос на променат на изборниот законник во неговиот модел. Независно од она што сме поддржувачи јас лично на една изборна единица, независно за отворени листи кои што секако тоа го бараат и граѓаните, сметам дека во овој временски период од она што може да се направи, а тоа е тесно врзано и за одредени состојби на донесување одредени закони, е поврзано со динамиката на временската диманзија. Согласно истите препораки на светско ниво и на европско ниво, пример за пописот е пожелно да самиот закон, имајќи во предвид севкупните активности и тежината на истиот, се донесат најмалку една година пред неговото спроведување. Тоа значи дека во тој контекст е поврзано и со изборниот законник. Доколку сакаме измени и дополнувања да се носат, не можеме ние, како и формирање привремена влада за 90-100 дена, да донесеме закон и истиот да го применеме. Истиот има одредени состојби на процедури и постапки кои што секако ќе барат да сето тоа се промени. Моето долгогодишно искуство во работењето и на изборниот законник или на активностите или во спроведувањето на севкупните избори од 1900 година, 1991 наваму до ден денеска, сум доволно вклучен, активно и учествувал во сите процеси и ги знам одредени состојбите кои што се потребни внатре од организација промена изборни единици, големина на изборни единици, избирачки список, прочистување на избирачки список, улици, куќни броеви, промени во населени места, промени во изборни единици, меѓутоа сето тоа треба да се разгледа и на едно ниво и на друго ниво. Пример, во изборниот законник не гласаат сите државјани на Република Македонија со право на глас и во локалните и во претседателските. И се ствара една забуна во однос на немање на попис, морам да го поврзам со бројот на државјани, бидејќи оние кои што гласаат само во земјата за одредени избори, ние не го знаеме се уште точно број на население, а државјани ги имаме тука и се стварат одредени конфузии. Големината на изборните единици ја знаеме. Меѓутоа треба да се има во предвид во анализите кои што ги правам и кои што ги има, веројатно институциите, во државава гледајте го процентот или структурата на излезеноста. Иако ако една изборна единица има голем број на избирачи, меѓутоа нивниот процент е често пати испод 50%. А во други, иако се помали, така неравномерниот распоред на изборните единици во однос на присуството, односно на населени или државјани, гласачи кои што ги има внатре, кореспондира со одредени согласености и сето тоа бара за тоа процес и време за да сето тоа се види и се направи. Од тука размислувањето ми се во сите сфери на работењето за 2020 година да има побрзо решавање на од област, ако речеме, на институциите во системот на компатабилност на работењето и односите меѓу нив, бидејќи не може да ви се случуваат вас појави да лица ги немат од затворите, дали одговара Министерството за внатрешни работи, дали одговара судството. Во однос на судството не може и сега Врховниот, Уставниот суд, судот за прекршоци, јавното обвинителство едно тука да не се кореспондираат меѓу нив и да не функционираат. И сега ја префрлуваме топката, така речено, во одредени состојби на нереализирани работи, кои што велат не ние, овој орган, оној орган. Меѓутоа, ние сме институции во системот. И со право премиерот на владата вели дека има одредени недоследности во функционирањето на државата, што, веројатно, ако се тие констатирани, наредната година, за 2020 година, мора тие сите пропусти, слабости и недоследности да ги применеме за да бидеме ефикасна, брза и квалитетна држава или институции кои што ќе функционираат во државата. Така да времето потребно за донесување на закон, времето потребно за примена на истиот е многу битно. Не може да се донесе ништо и реализација во краток временски период и тука се раѓаат одредени пробени и недоследности. Јас не случајно и во подготовка на законот за жал на пописот пропадна 2011 година, донесување во 3-4-5 месеци пред неговото донесување, имав доста низа забелешки, веројатно на 50% и од што се предлага на комисиите во собранието, каде што како стручен експерт, било како да речем, учествував во тие комисии, поканет за да ги кажам своите мисли. И кажав дека
Така како што се компонираат работите, за жал не може да се реализираат. На крајот, за да констатирам и на неколку пати веќе имам кажано, со такви подготовки, со такви закони, ние не можеме да постигнеме успех и резултат и за жал, реков, ваков попис не може да успее. Тука е битно да се спомне дека истиот пропадна. Како? Токму од вакви појави и причини. Значи, сепак програмските задачи, очекувањата едно друго на граѓаните воопшто, бидејќи ако говориме за општество за сите, едно општество, каде што граѓаните го даваат својот глас, каде што граѓаните учествуваат од сите сфери, каде што граѓаните преку разни анкети и испитување на граѓански организации, на Вашава Цивилеве, да ја пофалам, кој што сепак има одредени активности и кој што многу логично, стручно и професионално ги обавува и дава своји мислења, сугестии, забелешки и препораки за решавање на севкупните активности во државава, преземањето мерки и активности на време ни даваат секако и резултат. Од тука се препораките секогаш брво и ефикасно решавање. Програмите и програмските задачи, судските решенија, реализација на институциите на системот за одредени активности има одредена динамика и процеси низ кои што треба да се вршат. Тука се, значи, од една страна проблемите во 2019 година, а тука се препораките, сугестиите во 2020 година да бидеме успешни, бидејќи со нашите интенции се многу познати во однос на креирањето на нашите политики кон институциите на системот, односно надвор кон НАТО и ЕУ, ги бараат сите овие обврски програми, брзо реализирање, исполнување на условите, комуникација со граѓаните, едно општество за сите, за да сепак бидеме успешни. Иако владата наследи од проблемите се присутни одредени проблеми, недоследности и практики кои што ги имавме во изминатиот период, тоа раѓа проблеми кои што секако натаму се одолжуваат и барат брзо и ефикасно решавање. Меѓутоа, така сме научени, така функционира системот, за да сите одбремени се работат и се надминуваат. И затоа сметам дека во 2020 година проблемите се присутни од една страна што ќе имаме предвремени парламентарни избори и сметам дека колку дојдат до одредени политички промени во составот на државата, пак процесите ќе задоснат и пак ќе ги имаме можеби и поголем број на забелешки. Доколку остои ова опција на владење на ова влада, бидејќи во континуитет веќе неколку години и продолжи и ги доби изборите во 2020 година, тогаш сепак ќе биде процесот ми се чини и претпоставувам и размислувам дека ќе биде многу поуспешен, бидејќи знаејќи ги состојбите, отколку што кога би имало промени. Според тоа, нивните резултати ќе бидат многу поуспешни, побрзи, бидејќи се на прагот за да она се согледани состојбите, детектирани и резултатите ќе го дадат своето во 2020. Може ли да ми да издвоите една личност за 2019 година? Добар, личности за државава сега на политичката сцена, можам слободно да кажам дека залагањето, упорноста и резултатите на постигнувањата, независно задоволството, незадоволството на поединци и групи или политички партии, ние сепак треба да гледаме состојбата на државата и низината иднина. Јас не би говорил многу во однос на исилувањата на младите и така натаму. Меѓутоа, тоа последици од минатото не може брзо се реализира за иднината и затоа се тие појави присутни. Неколку пати имам говорено, пишувано и така натаму, дека настанатите претходни проблеми тешко се надминуваат за да може да се дојде до поуспешно. Залагањата на премиерот на државата Зоран Заев направија толку да во денешна Република Северна Македонија и она што е направено чекорите кон Европска унија, дека и НАТО се многу успешни и како лично заслужува секако внимание. Од аспект дека не само неговите залагања и резултатите, ние можеме да размислиме, јас сум, да речам, долгогодишен вработен сум бил на државна институција, па и на локално ниво, каде што не памтам дека во еден таков временски краток период се дојдени толку званични и познати личности од политичката сцена во светот, кои што ја посетиле Република сега Северна Македонија. Така да личностите треба да ги бираме и по нивната упорност. Односно, кон владењето не на правото, него кон државноста, кон едно општество на сите и кон задоволување на потребите на граѓаните и она што е постигнато во овој временски период. Цивил медија